Здраво на сите, фала Александра за воведот. Како што Александра најави, јас сум Христијан Бабука, работам како софтвер инженер во Медиамаркт Сатурн и моментално работам на имплементација на дизајн системот, кој што го користи онлайн платформата за e-трговија на компанијата Медиамаркт Сатурн и компанијата Медиамаркт и компанијата Сатурн, тие делат еден заеднички систем и сакав тоа знаење малку да го преточам и да го пренесам на дизајнерите, како тоа изгледа да се имплементира еден дизајн систем од инженерска перспектива. Како што спомнав, за тоа ќе го искористам овој реален пример и затоа ќе дадам на почеток неколку детали за ова вебшоп платформа. Се смета дека е number one платформа за продавање на електроника и технологија во Европа, заради тоа што е распространета во 13 земји во Европа, со потенцијален број од 370 милиони корисници, што значи дека има околу 6 милиони дневни контакти со корисници. И со овие бројки само сакав да потенцирам колку е едноставно голема и важна ова платформа и едноставно да се потенцира и важноста на самиот дизајн систем, дека улогата на дизајн системот во една ваква широко распространета платформа е навистина значајна. За развивањето на онлайн платформата на Медиамаркт и на Сатурн работат околу 20 продукт и така наречени платформ тимови како што сме поделени. Конкретно јас работам во платформ тимот кој што се вика Components Team, кој меѓу другото е задолжен за развивање на и имплементација на дизајн системот, како и на некои други централни компоненти, библиотеки. Ова се само два скриншоти од тоа како изгледа Медиамаркт, Сатурн платформата, чисто да се запознаеме подобро. А сега уште неколку детали накратко за самиот дизајн систем. Во моментот имаме преку 90 компоненти, имаме две теми, како што спомнав, едната е за Медиамаркт, другата е за Сатурн. Имаме два мода, Light Mode and Dark Mode, кои што го поддржуваат сите компоненти. Нашиот дизајн систем како апликација моментално е деплоинат како Storybook апликација. За сите што не знаете што е Storybook, тоа е една апликација која што ни овозможува брзо и лесно презентирање на еден дизајн систем, доаѓа со многу presets, многу конфигурации кои можат да се користат лесно и да се презентираат лесно и понатаму да се употребуваат. Во однос на архитектурата, самиот дизајн систем кој што го користиме ние моментално интегриран заедно со самата апликација. И во однос на тимот кој што работи на имплементацијата на дизајн системот, имаме UX дизајнер, еден, имаме неколку девелопери, тоа се 5 девелопери, part-time и full-time и еден product owner. Еве како изгледа еден дел од документацијата на дизајн системот, една компонентичка и како што споменав за архитектурата на дизајн системот во нашата веб платформа, сакам да се фокусирам на, според мене, тие два типа на архитектура, како може да обстојуваат дизајн системите. Едниот тип е независен дизајн систем, значи тој независен дизајн систем независно функционира, независно се верзионира и може да се реупотребува за најразлични апликации, посебно да се објавува како NPM package, како некоја централна библиотека, значи буквално е самостоечки и се споделува со многу други апликации. Другиот тип е in monorepo или интегриран дизајн систем. Ова е примерот на нашиот дизајн систем во моментот, кој што живее и функционира зависно и заедно со главната апликација. Ваквите дизајн системи имаат своји предности и недостатоци. Има доста предности, например можат да се споделуваат стилови, алатки, верзионирање, deployments, се да биде синхронизирано многу лесно со главната апликација. Исто така секогаш можат членови на други тимови, девелопери од други тимови да
прават некои промени во дизајн системот или во некоја компонента, доколку имаат некоја потреба, се може да се одвива многу побрзо. И исто така овозможува вклучување на некоја по-специфична бизнис логика. Меѓутоа, покрај предностите има и многу недостатоци и една од работите која што сакам да истакнам е огромната одговорност за работа во еден ваков дизајн систем, затоа што дури најмалата промена во некоја компонента може да предизвика хаос во целата апликација. Проблемот е тоа што како инженер ги развиваш компонентата изолирано во код, во Storybook, ја гледаш како функционира изолирано како компонента, можеби ќе провериш неколку примери како се интегрира во цела апликација, меѓутоа не можеш да ги предвидиш сите тие искористувања и сите функционалности. Искрено во нашата компанија, во нашиот тим настана еден голем хаос, заради тоа што се правеа секакви промени и заради тоа што фалеа неколку работи, со цел да се подобри инженерската страна на дизајн системот, и од тие неколку работи јас одбрав да ги истакнам овие три, како ownership, значи собственост, вистинска идентификација на луѓето со самиот дизајн систем, луѓето кои што го развиваат и кои што го употребуваат, analytics, односно луѓето кои што се оунери на самиот дизајн систем треба да донесуваат некои одлуки, но тие одлуки треба да се базираат на некакви податоци, со цел да се подобри структурата. Тоа е третата работа која што сакам да истакнам, и да се доведи дизајн системот во една конзистентна состојба која што сите ќе сакат да ја користат. Во однос на ownership, накратко, знам дека за некој може да звучи дека е многу едноставно или дека ова нешто што сите го знаеме, меѓутоа морам да ви напоменам дека не сите инженери ја разбираат важноста на еден дизајн систем исто како и дизајнери. Искрено има и дизајнери кои не ја разбираат важноста на еден дизајн систем, меѓутоа бројот на инженери е многу поголем. Многу се битни улогите, посветен тим кој што работи само на еден дизајн систем, кој што размислува генерички и кој што сваќа дека продуктот на кој што работи, значи продуктот на кој што работи тимот не е во случајот е продавницата за продавање на технологија, туку е самиот дизајн систем, и тука има голема разлика. Кога тоа ќе се свати, тогаш може да се создаде еден продукт кој што ќе има брендинг, кој што ќе има идентитет и кој што ќе ги натера самите инженери, кој што е навистина голем предизвик, да ги натераш инженерите да ти го користат дизајн системот кој што ти си го развил. Така што пред се сакам да напоменам дека корисниците не се само енд юзерите на платформата, значи тие што купуваат работи на веб шоп платформата, туку и самите девелопери. И затоа тука го потенцирав ова UX equals DX, односно user experience и developer experience се подеднакво значајни делови во развивањето на еден дизајн систем од инженерска перспектива. Во однос на анализата и на податоците, значи како што расти еден дизајн систем, буквално се создава хаос. Многу е тешко да се следат промените, да се наоѓаат дупликати, верувајте, има премногу дупликати од компоненти или несоодветни примени на компоненти. Тоа создава многу голем technical debt и многу е тешко да се одржува и кодот на самиот дизајн систем, но и кодот на целата апликација. Заради тоа ние направивме еден мал ресерч, што мислам дека е многу интересен дел од оваа презентација, да го споменам овој софтвер кој што го најдовме и се одлучивме да го користиме, да го интегрираме во нашата апликација, се вика софтвер, се вика Омлет, се извинувам. Тоа е софтвер кој ни помага да направиме многу детална анализа на сите компоненти и на нивната употреба во апликацијата.
Има најразлични дешборди, има dependency tree, има извештаи кои што можеш да ги оспособиш, приспособиш во зависност од сите твои потреби. Ако сакате подетално да се запознаете, omelet.dev е линкот на самиот софтвер. Како ние се одлучивме во нашиот тим да го користиме, буквално направивме листа од 5 чекори кои што сакаме да ги покриеме со користењето на овој софтвер, бидејќи моравме да им го продадеме ова на менеджмент, моравме да ги убедиме за буџет, just yet another tool in our application. И се одлучивме дека најбитни аспекти ни се adoption rate, duplication, cleanup, accessibility и documentation. Например, можеме лесно да ги идентификуваме кои компоненти не се користени или дали во апликацијата има многу користени компоненти кои што не се всушност дел од дизајн системот. Можеби ако има некоја компонента што се повторува секаде, а се уште не станала дел од дизајн системот, можеби треба и да стане. Можат да се идентификуваат неискористени пропс од некоја компонента, дупликации на компоненти, може да се идентификуваат кои компоненти не ги следат, например, насоките, да се искористат многу работи како JS Docs од deprecated, коментари, многу custom solutions нуди ова апликација, која што исто ние, како и моментално, како и Елена што спомна, до крајот на јуни сме во фрка да го задоволиме European Accessibility Act, така да исто се фокусираме и на делот со пристапност и со документација. Ова е само еден скриншот како ние го користиме за пристапноста. Например, тука ги документираме сите компоненти кои што им фали alt text или кои што, не користат ARIA label, како што може да видите, има најразлични сетинзи кои што може да се подесат за да се добие некој дешборд или анализа, или например некои вакви dependency trees, например еден батон или едно копче каде се користи и од каде се почнува и каде завршува. И тоа многу ни помогна да донесиме некои принципи како да ја подобриме структурата на дизајн системот, претежно за најмногу за конзистентност, но и за документација на самиот дизајн систем. Овие се тие неколку принципи кои што ги издвојувам, значи организација, документација, дефиниција и deprecation или застарување на некоја компонента, кои што се многу битни во одржување на таа структура на дизајн системот. Се тоа беше базирано на податоците од Omelet кои ги добивме и направивме некои реорганизации на структурата. Прво беше дека на почетокот дизајн системот ни беше поделен во 5 категории според Atomic Design принципот на Brad Frost. Тоа се покажа многу неефикасно заради тоа што девелоперите не ни знаеа каде да бараат некоја компонента. Некогаш беше многу тешко да се смести некоја компонента во некоја категорија и затоа се одлучивме да одиме со класични семантички категории. Во моментот имаме 17 и тоа е многу поскалабилно решение заради тоа што секогаш може да додеш некоја нова категорија и многу е полесно да се најдат од самите девелопери некоја компонента во која категорија припаѓа и тоа е тој developer experience. Во однос на документација морам да напоменам дека е многу битна синхронизацијата меѓу Figma фајлот или било која друга алатка за дизајнирање ја користите и кодот. Многу често се прават промени само во кодот, а тие промени не се применуваат во дизајнот и тогаш ќе постои десинхронизација. Тогаш некој дизајнер од некој друг тим ќе ја користи застарената компонента и девелоперот од вториот тим ќе очекува дека дизајнот ќе биде таков и буквално се создава некоја неусогласеност. И стварно сакав да го потенцирам овој момент за сите дизајнери дека доколку се направи некоја промена во код, истата треба да се рефлектира и во Figma за да се задржи таа конзистентност. Јасни дефиниции за конзистентност, посебно за да се премости таа разлика помеѓу
UX и инженерите. Например, еден прост пример на јасна табела, какви props имаме во една компонента, имаме како ги дефинираме, кои values ги има секоја компонента за да не се бега нели од рамките на оваа дефиниција, да се обезбедат do's and don'ts во секој чекор со цел да се одржи таа конзистентност и да се разбери дека посебно од дизајнерска перспектива, дека еден deprecation на една компонента не се случува туку така. Има еден цел таймлайн кој што ние многу детално го дефиниравме, но може да треба да се разбере дека за да депрекираш една компонента, може да е потребно време од неколку месеци, некогаш пола година, некогаш цела година, додека нешто не се отстрани од дизајн системот, и тоа ме води до последната мисла дека било која дизајнерска одлука навистина многу влијае во развивањето од инженерска перспектива на една компонента и на целиот дизајн систем. Заради тоа е многу битно да се синхронизирани овие два дела, да се знае дека UX визијата се преточува во код, некогаш и буквално, и секое дополнително разбирање на инженерската перспектива како дизајнер е клучно и е многу помага во доставувањето на еден одличен продукт како дизајн систем. Третирајте го вашиот дизајн систем како продукт, примарно. Користете ги потребните алатки за да ги донесете потребните одлуки и запамтете дека покрај енд юзерите, ваши корисници се и самите девелопери, и тоа ќе ви помогне за постигнување на што подобар резултат. Ви благодарам за вниманието.